Пилето на зрно пченка. Како тоа мислиш да станеш принцеза? Ти си розевото пиле. Лесно, ми треба само круна. Ми треба и трон. И тоа е решено. Ете, сега сум принцеза. Можам да почнам да наредувам. На кого да му наредуваш? На тебе, например. Бело пиле, донеси ми малку пченка. Земи си сама. Бело пиле, одма. Ни на крај на памет не ми доаѓа. Куче, донеси ми ја топката. Гледаш? Куцо, донеси ми ја мене. Вау, од каде ја најде таа модерна круна, принцезо? Мене ми зборуваш? Да, ти си принцезата, зарем не? Да, се разбира дека да. Да одиме тогаш. Каде? Па во моето кралство да живееме стрикно. Дали ти си принцезата Пиле или не си? Се разбира дека сум 100 зрна пченка. Мислам, зарем не треба да ме бакнеш прво? Па, ајде, ако баш така мора. Ова нема да функционира вака. Некој мора да отвори очи. Ќе отвориме по едно. Иу, што доручкуваше? Бајата пченка. Тоа ќе го јадеш и ти во кралството. Тоа е деликатес. Па, добро, ако тоа принцезите пилиња го јадат. Ајде прво да те однесам во кралството да го положиш тестот, па да живееме среќно до крајот на животот, па после ќе се бакнуваме во ред. Тест? Каков тест? Ако е математика, не ми ни паѓа на памет. Дворски шуту, дојди веднаш. А веднаш престани да се глупираш. Но кралица, јас сум дворскиот шут, ако не се глупирам ќе добијам отказ. Лудо време бара луди идеи. Мојот син принцот Пиле, пилето мамино, само што не пристигнал со уште една така наречена Пиле принцеза. Затоа што сите идеи досега беа глупави, дај ми ти некоја луда идеја. Се разбира, ваше височество, јас сум полн со луди идеи. Да видиме што е тоа што ја прави една принцеза Пиле. Принцеза Пиле. Незината кревкост, нежност, мислите, незината размазеност. Тоа е чувствителност. Нека спие идната принцеза Пиле на 12 душеци под кој ќе ставите зрно пченка. Кога ќе се разбуди утрото, ако каже дека спиела лошо цела ноќ затоа што нешто и пречело, тогаш е доволно размазена за да биде принцезата Пиле. Мислиш осетлива? Како ќе кажете вие ваше размазенство? Мислам пиличество. Мамо, ова е новата принцеза Пиле. Пиле? Ќе видиме тоа. Нова? Јас мислев дека сум единствена. Јеј, кревет на спрат! Обожавам кревети на спрат! Секогаш се тепам со моите пилиња браќа на фармата кој ќе спие горе. Се тепаш со браќата пилиња на фармата? Мислев кралската фарма, со браќата пилиња принцови на фармата. И не се тепам, туку вежбаме боречки вештини, мечување, кокошикај, пилешки систем. Добро. Ајде сега на спиење. А тестот? Тоа е утре. Ти прво убаво одмори се. Добра ноќ. Добро утро, принцезо Пиле. Повеле доручек, бајата пченка, фламбирана пченица. Не, држам диета. И како спиеше? Никогаш подобро. Ништо не ти пречеше? Не. Ништо не ти пречеше? Не, никако. О, не. Не го почувствува зрното пченка под 12 душеци. Не би почувствувала зрно пченка ни под половина душек. Освен кога сум многу гладна. Тогаш не си принцезата Пиле. Надвор од кралството. Па вие мене ќе ми наредувате? Си одам сама. Не сакам да бидам принцезата Пиле. Круната ми пречи, принцот Пиле не знае да се бакнува, сите сте размазени. Мене ме навредуваш. Сега ќе видиш. Си ти? Дворскиот шут. Па што бегаш од дворот? Затоа што таму сите се луди, а и пченката име бајата принцезо Пиле. Јас не сум принцеза Пиле, јас сум розевото пиле.